Оваа власт на централно и на локално ниво се игра со судбината на својот народ. Или како што каже Зоран Заев со коцкарски речник, играјќи all-in, извршивте велепредавство и ја уништивте сопствената нација со приказна за лажна надеж. Приказна послем која целосно ги разочаравте вистинските македонци, уништувајќи им ја татковината. Па и вчерашниот снег е доказ дека во локалната самоуправа отсуствува елементарен капацитет за справување со секојдневните и банални проблеми, како што се чисти улици. Без да навлегуваме во процесот на реализација на буџетските средства од општинската каса и она од јавните предпријатија од локалната самоуправа, едноставно, парите на нашите сограѓани се трошат, а услуга за истите не се испорачува. Ние од ВМРО ДПМН ја прашуваме, дали чувствувате обврска кон нас граѓаните и дали имате барем малку образ? Ние уживаме во снегот и во убавините на нашата битола покриена во бело. Но и во време на пандемија, сите ние имаме и секојдневни обврски. Луѓето имаат работа, бизниси, имаат потреба да одат до пазар, до аптека, до болница, до работа, а вие не има возможивте чисти улици по кои да се движат. Коментарите се непотребни. За жал, граѓаните ве прифатија таква каква што сте и веќе не трошат ни енергија да ја искоментираат вашата неспособност градоначалничке Петровска. Барем да кажевте каков живот носите, оти овај не е ни крпен. Пон со дупки, поплавен, завејан, кратко, неспособен и лажен ви е животот неуспешна градоначалничке. Две добри вести го очекуваат градот на есен. Едната е дека ќе си одите од местото градоначалник, а втората е дека ќе се вратите во образовниот процес каде припаѓате. Онаков, каков што го кроите со сопартиката Царовска.